Денешниот час по предметот психологија носи наслов Неврофизиолошка основа на психичкиот живот. Самиот наслов кажува дека денеска ќе објаснуваме поврзаноста на психологијата со природните науки, тоест која е биолошката основа на психологијата, нервниот систем на човекот, гените, хормоните и многу други промени кои што се случуваат во телото, а имаат одразување и во психичкиот живот. Основно, секоја мисла, постапка и движење кое што се случува кај човекот, својата основа ја имаат во најмалата нервна клетка. Невронот е специјализирана клетка која што има улога да пренесува импулси низ целото тело. Разликуваме сензорни неврони кои што ги пренесуваат импулсите од сетилата до центрите во мозокот и моторни неврони кои што по обратниот пат, односно од мозокот до мускулите и тетивите ја носат информацијата како тие да се движат и што да се превземе. Невронот е изграден од дендрити, аксон и неврити кои што ги примаат информациите од одредена клетка, тоа се овие дендрити, ја пренесуваат информацијата и импулсот преку аксонот се до краевите каде што тој се поврзува со друг неврон на кој што му ја предава информацијата или со друг центар во мозокот. Самиот аксон, должината на аксонот, зависи од тоа колку е долг патот на кој што треба да го пренесе импулсот, а една значајна информација исто така дека аксонот е обвиткан со миелинска обвивка. Миелинската обвивка има за цел да го заштити, меѓутоа и да го забрза импулсот. Колку е подобра миелинската обвивка, колку подобро го заштитува и го забрзува импулсот, толку побрзо нашите реакции ќе се спроведуваат во телото и толку ние побрзо ќе реагираме, ќе учиме, ќе помниме и се друго што се бара од нас. Невроните се поврзани во огромна мрежа која што се наоѓа секаде низ телото, посебно во нервниот систем, кои што имаат за цел трансфер на импулсите. Трансферот се случува на краевите на два неврона, на местото кое што се нарекува синапса. Кога биолошкиот импулс ќе стигне до крајот на невронот, тој ги поттикнува хемиските супстанции кои што се нарекуваат невротрансмитери да се излачуваат и тие стапуваат во врска со рецепторите за невротрансмитери на другиот неврон, односно на дендритите од другиот неврон. Невротрансмитерите се многу важни за човековото функционирање. Тие се наменети за пренесување на одредени информации, на одредени реакции и секој од нив си има своја улога. Така, например, ацетилхолинот е невротрансмитер кој што ги поттикнува мускулите да се движат, го држи телото исправено, кога забрзува, кога е потребно да забрза, кога е потребно да го забави движењето за да биде во оптимална состојба. Допаминот учествува во процесите на учење, на внимание, на процесот на движење, но и чувството на задоволство кога нештото е завршено. Серотонинот го регулира расположението на човекот, ендофринот ја намалува болката при вежбање и при движење и дава едно пријатно чувство после физичката активност, така да 75 и повеќе невротрансмитери во телото имаат своја задача да пренесуваат импулси, да придвижуваат и да разбудуваат одредени реакции кај човек. Како се дели нервниот систем? Имаме централен и периферен, централниот кој што е одлучувачки, кој што ги донесува одлуките, а периферниот кој што ги собира информациите и ги упатува кон централниот нервен систем. Се сеќавате, централниот нервен систем се дели на голем мозок, кој што се наоѓа во черепот на главата и е изграден од голем број на центри, формации и структури кои го контролираат работењето на телото. Додека пак во самиот рбет, во пршлените, се наоѓаат сноп на нервни влакна, кои што го сочинуваат рбетниот мозок. Тој има за улога да ги контролира реакциите кои што се однесуваат на органите и да ги контролира рефлексните реакции, односно секогаш кога треба да се изреагира брзо и кога треба човекот да донесе некоја важна одлучувачка улога, најчесто за обстанокот на телото, рефлексните реакции во рбетниот мозок се тие кои што
ја регулираат таа реакција. Например, кога допираме нешто жешко со раката, за да не дојде до повреда, додека да се транспортира импулсот до мозокот и тој да е големиот мозок и тој да донесе реакција, ребетниот мозок рефлексно праќа информација до мускулот кој ја движи раката, да ја повлече и со тоа да се намали оштетувањето на раката. Оно што е важно кај мозокот, тоа е дека секој од центрите во мозокот, информациите кои што ги има, си имаат своји задолженија, меѓутоа и најчесто се поврзани една со друга со огромен број на синапси и мрежа од синапси. Например, хипоталамусот ги регулира ендокриниот систем во телото, потребата за глад, жед, но влија и на емоциите. Церебралниот кортекс е задолжен за повисоките ментални функции, помнењето, мислењето, учењето и така натаму. Лимбалниот систем е кој што е сочинет од хипокампусот и амигдалата, е вклучен во емотивното изразување, мотивацијата, меморијата на човекот и е многу важен за емоциите, самата психичка стабилност на човекот. Ретикуларната формација не држи будни, го поттикнува нашето внимание и врши селекција која дразба од која ни е поважна и на која во моментот да се концентрираме. Гледано во целина, мозокот можеме да го поделиме на две хемисфери, лева и десна хемисфера. Научниците со истражувања испитале и утврдиле дека левата е задолжена за логичките, аналитичките процеси, додека пак десната е задолжена за креативните и символичките процеси. Меѓутоа, доколку сакаме да напишеме добар, одличен есеј, левата страна ќе не ги кажува граматичките правила, правилата како се пишува есеј, меѓутоа десната ќе ни треба за да напишеме нови уникатни реченици од она што сме го прочитале, да создадеме есеј во кој што ќе се гледа нашиот стил, креативноста, иновативноста. Така да, заклучокот е дека левата и десната имаат и некои своји посебни функции, но најчесто, за да можеме да бидеме успешни, функционираат и се надоврзуваат една на друга. Симпатикусот и парасимпатикусот се дел од автономниот нервен систем и тие функционираат несвесно, но ги контролираат голем број на органи кои што ни се потребни да реагираме во најчесто кога имаме одредена ситуација во која што човекот е под стрес или е во опасност. Симпатикусот ја подигнува спремноста на телото да реагира, го мобилизира, кога ќе помине стресот, парасимпатикусот го смирува и го стабилизира. Кога би доаѓала некоја кола, некој автомобил, кој што брзо се приближува кон нас, симпатикусот ќе ја подигне нашата реакција, ќе го активира телото, кога ќе го избегнеме автомобилот, парасимпатикусот ќе го смири и ќе не стабилизира, наградувајќи не дека сме се спасиле од стресната ситуација. Она што е многу важно е исто така и ендокриниот систем, кој што е одговорен за лачење на внутрешните жлезди, кои што лачат хемиски супстанции кои преку крвта и крвотокот стигнуваат до деловите од телото за кои што се наменети. Хормоните влијаат на однесувањето на единката и на биохемиската стабилност на телото. Од хипоталамусот, тироидната жлезда, надбубрежните жлезди, адреналинот, преку половите жлезди и многу други различни видови на хормони кои што влијаат на еден или на друг начин на нашето тело и однесување. Тие го регулираат метаболизмот, нивото на шекер, колку енергија ќе имаме од храната која што сме ја внеле, каков ќе биде растот на телото, повисок или понизок, и влијаат на секундарните полови карактеристики, односно какви карактеристики ќе развиеме и какво ќе биде нашето однесување. Секој од овие хормони има посебно влијание и добро би било да го истражите и да го поврзате со однесувањето на единката. Од информациите во оваа лекција заклучивме дека телесните и психичките функции се нераздвојно поврзани, дека она што се случува во нашето тело влијае на тоа како ќе реагираме, како ќе се однесуваме и какви ќе бидат нашите психички доживувања. Она што е во телото и неговата стабилност се одразува и на психичкото однесување, а доколку ние психички
можеме да функционираме стабилно и нашиот животен стил и однесување, пак ќе влијаеме на тоа какво ќе биде нашето здравје, како ќе биде состојбата на телото. Едно прашање за љубопитните на насока. Истражете кои промени се случуваат во телото на младиот човек во периодот на пубертет и адолесценција. Проверете какво е нивото на хормони, кога почнуваат да се лачат и како тие хормони влијаат на однесувањето на младиот човек. Можеби ќе препознаете нешто и кај себе и кај своите пријатели. Прочитете каков е нервниот импулс кај младите, како тоа, колку време ни е потребно да научиме нова информација кога имаме 16 години, а колку време е потребно таа истата информација да се научи на 65 години. И од тука можеме да извлечеме одреден заклучок. Благодарам на вниманието. Се гледаме на следниот час по психологија.